здравата исхрана секако дека не може да се замени само со суплементација и да имаме подобрување на состојбата. Суплементација е како потребна, пред се од органски вид. Значи, покрај здравиот начин на исхрана, кога ќе додадеме и некои други фактори што се многу битни при оваа состојба, ќе добиеме подобрување. А тоа се следните. Треба го вратиме биоритмот во нормала. Значи, доста легнување после 24 часот. Ајде, 22 часот да се оди во кревет без телефон во раце, за да може да се создава мелатонин, хормон на сон, што е многу важен наредниот ден за лачење на хормон на среќа серотонин. Добрата физичка активност, масажите, работа со физиотерапевти и така натаму ќе придонесат исто така, покрај здравиот начин на исхрана, покрај суплементацијата исто така, да дојдеме до подобрување на состојбата на МС, да има што помал број на релапси. Но никако да не смееме да се потпреме само на суплементацијата, ова морам да го нагласам, а од друга страна да не се храниме здраво. Не постои ниеден суплемент кој може да ја подобри ситуацијата на телото при МС, а истовремено телото да се труе со презаситени масти, процесуирана храна, а свежата храна и водата да бидат отсутни. Тоа едноставно не е можно. Таков суплемент дефинитивно не постои.